Да се намалат донациите од физичките и приватните лица, а да се зголемат надоместоците од буџетот. Ова е еден од предлозите на маса пред работната група која работи на измени на законот за финансирање на политичките партии. Од СДСМ велат дека тие се за и дополнително бараат податоците за финансирањето да бидат достапни и транспарентни за јавноста. Од ВМРО ДПМН молчат, а од ДУИ велат дека партиите се согласни за ново законско решение, но дека има разлики во методологијата. Антикорупционерите пак предупредуваат, не е важно само носењето на законот, туку неговото спроведување. Една од државите која што мене ми е позната е Норвешка, која што ги финансира сите политички партии, односно им обезбедува услови за работа. Тоа значи дека и најмалите и поголемите политички партии добиваат средства со кои што можат нормално да работат, да оповуваат својата функција, да имаат канцеларија, веб страна, да работат со нивните странки. Последни во низата скандали со донациите се последните извештаи на партиите доставени до Државниот завод за ревизија. Па така, во извештајот на ДУИ како донатори се појавија Македонски пошти, Општина Липково, Дирекцијата за заштита и спасување, Македонски железници и Фондот за пензиско-инвалидско осигурување. Од партијата се правда дека донациите не се од државните институции, туку од вработените, кои се функционери на ДУИ и чланарината ја плаќале со траен налог од 5% од платата. Сомнителни се донациите и кај ВМРО ДПМН, која за една година успеала да обезбеди 908.000 евра. Во еден ден на сметката на партијата стигнувале и по повеќе од 600.000 денари од еден ист донатор. СДСМ пак успеале да соберат 34.000 евра за 2017 година, а најголемата донација е во износ од 100.000 денари. Помалите партии најчесто не успеваат да соберат донации за партијата, па и тие реагираат дека треба да се зголеми државното финансирање, кое сега според нив е на незадоволително ниво. Сум запознаен со моделот кој го има Косово, например. Таму државата ги финансира политичките партии. И тоа е многу добро ако веќе зборуваме значи дека треба да се објави војна на корупцијата, нели? И на инфлуентноста која го имат бизнис групите врз политичките партии. Би требало веројатно да се дуплира процентот кој што е сега некој 0,06%, ако не се лажам, за фаќање од буџетот, да биде барем 0,12%. Во тој случај ќе можат слободно да функционираат и нема да бидат стимулирани под наводници да прекршуваат закони и да бараат некои други извори на дофинансирање. Од помалите партии сепак стравуваат дека големите политички партии ќе ги изиграат и законските измени ќе ги направат единствено во своја корист. Нема држава во Европа каде што либералите немаат своја фондација. Кај нас е забрането ние да имаме либералната идеологија или зелените или било кој друг своја фондација, туку тоа е направено како племенски поглавици, 4 најголеми партии да имаат своји фондации и стартно имаат дополнителни средства за обука на своите членови, за истражување и така натаму. Да, сметаме дека државата треба да ги финансира, меѓутоа тоа да биде на транспарентен начин и да биде задоволително за оптимално функционирање на политичките партии. Меѓутоа, треба да бидеме многу внимателни, пошто искуството ни покажува дека скоро вообичаено партиите кои се на власт постојано, освен тоа што ги употребуваат јавните пари за политички цели, вршат и притисок и врз компаниите. Аргументите што одат во прилог на јавното финансирање се дека се поттикнува поголема демократија и дека државните пари ја намалуваат потребата од контрауслуга за тие кои најмногу донирале, а се намалува и можноста за корупција.